Пишете ме директно во DM, пишете ми или директно под самото видео, одговарам на секој оној еден кој што ме прашал. Маркето изгледа на гомно денеска, кога го снимам видео во четврток, ама нема врска, тука сме да направиме пасивен приход од ова е како бизнис. Тоа што значи дека без разлика маркето дали оди горе или долу, ние правиме пасивен приход. Поздрави на сите, се гледаме, гледајте го од самото видео до самиот крај затоа што има многу важни информации, а посебно во последните 5 минути. Во последните 5 минути има многу јак пул што случајно го најдов. Поздрави. Океј, здраво на сите, денеска ќе направиме видео за BaseChain. Нема да се покажувам заради тоа што за да се види целата слика, оти многу често мојата слика скратува многу од важниот дел на видеото. Значи, денеска ќе направиме едно видео за BaseChain. Ќе направиме како да ставите liquidity. Ќе разговараме за Crystal, за Leverage Farming, за XtraFi, за VFAT. Ќе разговараме за Aerodrome Finance. Значи, ќе ви објаснам се што треба да знаете за BaseChain и како да ставите liquidity и како да започнете да правите пасивен приход. Кога правам ова видео, маркетот не изгледа баш добро, но тоа не е битно. Зошто? Затоа што тука ние учиме DeFi како бизнис. Значи, ние ставаме liquidity во еден од тие пулови или базенти и за секој еден кога се врши транзакција, има провизија. Значи, кога се купува или кога се продава еден токен, има провизија. Ако видите во 24 часа, само на Ethereum Chain имаме провизија од 8 милиони долари. Тие 8 милиони долари ода кај сите кои што дале провизија, ете тука, TVL, Total Value Locked, сите кои што има дадено providing liquidity или сите кои што има дадено пари, нели, кои што се market maker или кои што имаат ставено liquidity во liquidity pool. Во Solana во 24 часа има 5.7 милиони долари провизија. Сите тие се споделени според на овие овде луѓе кои што даваат liquidity. Денеска ќе разговараме за BaseChain. BaseChain во последниот месец имаме 20% оди нагоре. Имаме TVL 3.8 билиони заклучени. И имаме за 24 часа трейдинг волумен 2 билиони. Тоа е нешто горе-долу како BSC. Тоа што значи дека ние би зеле околу 700-800 илјади долари трейдинг физ или провизија кои што се споделени на сите оние кои што дават liquidity во самите пулови. Океј, се надеваме следите. Иначе Hyperliquid експлодира во последниот месец. Тоа е за друга тема, не ни го знам, се уште може треба се проучам, има само два протокол внатре, кој што е многу малку. На Base има 400. Океј, одиме понатаму. Сега објаснавме за BaseChain, оди нагоре, има многу ефтини фи и сега ние треба да ставиме liquidity. Има неколку работи кои што треба да ги споделам пред да одиме таму. Првото нешто, ако го немате во видео гледам, направив тука на живо EMA и има доста споделени важни информации да го гледате и имам неколку други видеа на македонски јазик, ве молам погледнете ги. Ете тука имате крипто на македонски јазик, гледајте ги, има доста објаснато. Не заборавајте ако сте на Twitter да го следите Macedonian BTC. Значи има, ако сте на Twitter, обавезно дајте му поддршка, доста информација, и мислам овие 1300 следачи треба да се 5300. Ако не го следите Антонио на YouTube, сигурно сите го следите. Антонио е енциклопедија за криптовалути, за геополитика на македонски јазик и исто зачленете се во македонската група на Telegram, каде што има доста добри членови кои што споделуваат доста важни информации. Сега, ајде додиме и да научиме што треба ние да знаеме за да почнеме со BaseChain. Првин треба да имате wallet. Јас го користам Ravi wallet. Значи, секој chain може да префрлите пари на самиот chain. Земете од Binance Chain и префрлате тука. Мислам, јас одам на Binance, си префрлам Ethereum во BSC Chain. Добро? Сега. Значи, не заборавајте, секој chain треба да имате пари примерно. Ако префрлите на Base, не може да користите Base со BNB. Значи треба да направите bridge од Base до BNB. Јас обично што правам? Ги враќам назад на Binance и од Binance се префрлам на BNB chain како BNB. На Base chain самиот токен се вика Ethereum, мислам сите го знаеме Ethereum, кој што се користи за да се плаќа фи или провизија. Тоа е многу битно да знаете. Секогаш треба да имате малку пред да ставите liquidity. Сега ајде додиме
како јас што правам за кога барам некој пул. На една од најдобрите алатки кои што нон-стоп ја спомнувам се вика Crystal. Значи ние најголемиот DEX на Binance, на Base Chain се вика Uniswap. Исто е најголемиот DEX кој што е на Ethereum и на неколку други. Значи овде на Uniswap вие може тука се прави swap, нели? Тука тоа е најголемиот DEX, Decentralized Exchange, значи менувачница, ама децентрализирана, значи нема KYC, нема ништо. И сега, за да се направи да купиш тука токени, нели, треба да има ликвидити. И може да видите сите чейн се тука. Значи Polygon, Arbitrum, Base, значи од тука може да купуваш на сите овие чейн. И сега, јас имам пари во Base Chain и кога ќе кликнете тука и кога ќе го поврзите вашиот wallet, чека се да го поврзиме со Rabi wallet, и ќе се појави тука колку имате и на кој чейн. Јас имам на Binance Chain и на Base Chain. И сега многу битно пред да заборавам. Секогаш одете да правите, значи тука revoke, значи одете на Rabi wallet, секогаш како ќе завршите, правите појдете на approvals, тука ќе ви излезе да направите revoke и секогаш одете тука правите more, connected dApps и disconnect секогаш, окей? Кога ќе завршите, секогаш што да се прави. Тоа е многу битно. Ако добијате NFT сите тие други работи, игнорирајте ги, ако појдете на транзакција, ќе видите тука игнорирајте се од повеќето се спам. Еве ти спам. Има еден куп спамови. Чекај, нема овде многу, ама обично се појавува. Еве што сум вршил. Еве, спам, NFT, значи избегнувајте ги сите. Исто многу битно, појдете тука, појдете во Auto Lock Time и направете го на 10 минути. Јас го правив 4 часа заради самото видео, иначе е на 10 минути и секој заклучувајте го самиот wallet пред да завршите. Океј. Тие се доста битни мали информации. Сега, ајде првим да почнеме со Crystal. Crystal е многу добра алатка. Чека да видиме да се снимаме. Да, се снимаме. Crystal е многу добра алатка која што ми помага. Значи, таа е како еден бридж да ставиш ликвидити на Ethereum DEX, на Uniswap DEX или на некој други DEX. Другиот најголем DEX е Aerodrom. Ќе разговараме и за него. И сега, што правам јас? Избирате тука Chain, Base Chain, и тука може да си барате кој што сакате токени. Еве, јас минатиот пат го спомнам Spec. Spec стварно е добар токен, јас го бенисувам, значи тука не сум финансиски советник. Се што кажувам е само моје лично мислене, што значи немој да ставате повеќе пари колку што може да изгубите. Ова е крипто и стварно е ризично. Гледај што случува со маркетот денеска, нечем да го покажувам, оти не ми се гледа маркетот, е стварно катастрофа. Денес како го правам видео во четврток. Маркетот не е баш пријатен, затоа не го покажувам. Океј, сега, но што е целта? Целта е без разлика на самиот маркет, каков е, ние да правиме фи. Заради тоа што еве да го видиме маркетот е катастрофа. Заради тоа што денеска има најмногу трейдинг волумен. Значи луѓето купуваат и продаваат нон-стоп. Тоа што значи дека повеќе трейдинг волумен, ние имаме повеќе пари за нас. Сега, ајде да појдеме, рековме Spec, така? Одиме на Spec. Одиме на Spec и ја ви ги излегува двата пула. И тука може да видите на кој чейн се, значи на кој DEX. Тоа е на Uniswap DEX, значи тоа е само за DEX-ови. Тука не може да ставиш ликвидити на Centralized Exchange, нели, на Binance или нешто, тие се става ликвидити и тие ги зема сите овие цела ова провизија. Само може да видите дека на вет со Spec имаме 4500 за 24 часа. А тука имаме 1400. Јас го сакам тој поиќе заради тоа што има поиќе APR. Зошто? Заради тоа што има TVL locked помалку од тој. Сега, овој број добро е да биде над 200-250 илјади и тој 24 часа волумен да е исто еднакво или повеќе од TVL. Што правам? Кликам на него, нели се поврзувате, да знаете дека Crystal понекош кочи, се поврзувате и сега одиш на Add Liquidity, чекајте малку да направам рефреш, оти закочува некош Crystal, значи можете да го најдете самиот пул на DeFi Crystal, немој да го барате никош на Google, ете на линк, иначе под видеото ќе има линк, немој на Google да го барате, ве молам. И сега што се прави тука? И сега ќе видите дека ви дава горе-долу каков рейндж сакате да ставите. А рейндж нели е обсег. Значи од колку до колку цената би се движела помеѓу Spec и Ethereum и секогаш кога би се движела во тој обсег вие би земале пари. Така? Добро. Јасно? Јасно. За мене се зборува. Сега, еве ви гледате, ако јас ставам дека ќе оди 23%, 24% нагоре и 15% надолу, 14-15%, јас би земал 153% провизија.
Тоа значи горе-долу тоа е 0,5% на ден и тоа е вистина. И ако сакате да, ако сте задоволни, ако мислите дека сте направили некоја техника анализа, еве тука одите на Dex Screener, пишувате spec со Ethereum, кликате тука или просто може да појдите во тука го барате пуло, копи на адресата, кликнете тука, paste и ќе ви излезе самиот пул. И вие викате, одите после излезе тука на вет и вие викате си правите анализа, еве некој сум правил тука. Јас еве мислите, чека да видиме. Еве сега дека тој примерно би одел од чекај се. Извинете. Чекај, оде нешто сум го чекај, може да се избриши? Да, е супер. Значи, мислите дека примерно би одело од тука. Еве на линија еден голем горе има резистент. И тука би оде, тоа е на 4 часа иначе, и пример, не знам, не сум професионалец, ама еве некоја една линија тука, може сигурно и малку понадолу да се клеј, ама ајде еве тука на ова би го фатил. Значи од 2.9 до 4.0. Се одите тука и како е од 2.9 до 4.0 рековме, тука спек со Ethereum 4.0 го сменуват од 2.9 и ќе видите горе-долу колку вие би земале провизија во тој опсек. Разбирате? Еве. И еве, си земале 140%. Пример. Ама, значи, направете математика, видете ако мислите дека тоа е добар опсек, ако не, јас обично ставам ете во тој опсек кога ќе се движи купи продај, секогаш вие ќе земате провизија, јас дури би го ставил малку повисоко, некаде кај 3, ствари кај 3 до па би го ставил до 3.7. Значи јас обично играм на 10-15% нагоре, ако мислам дека токенот ќе оди, ќе направи outperforming spec на вет, ќе ставам 20-25% горе и 10% долу. Тоа ти се околу 25-30% wide range. Значи ете така може да си изберите различни токени. Или одите тука за 24 часа, кликате и може да видите дека гледајте сега. Во овој пул кој што е на Uniswap исто, и за Ethereum со USDC имаме 60.000 долари има за 24 часа. Овај APR е горе-долу тоа што е предвидено. Но не значи дека толку ќе добијате, внимавајте со кој пул играте. Еве ако појдете на Virtual, што е многу жежок хот, нели последниве неколку недели, јас го испуштив јако. И сега кога ќе појдете обично, тука беше, автоматски Кристал ви дава горе-долу како мислите да биде како би одел тој токен. Тој мисли дека надолу, дека Virtual ќе оди надолу. Зошто? Заради тоа што досега само пумпаше нагоре, но тоа е според Кристал. Нели? И сега тука исто може да појдете за цена или може да видите APR како се движел, дајте колку добри има статистики, значи колку вие би земале APR што е најбитното, TVL, Total Value Locked, еве може да видите колку има и најбитното е волумен. Значи еве тука експлодирало, еве тука сега има помалку. Значи тука сето треба да се го имате во предвид. Еве колку пари се земало во фи на дневна база. Колку пари се во овие денови имало 180.000. Значи кој бил тука овие неколку дена, недела две, значи се пукнал од пари праене. Сега прават помалку, а иако е многу. Зборуваме за, сега да видим да го намалиме тоа што е многу и овде вака, за 400% APR. Така, ако клаиме горе-долу 25 со 20, тоа е добар рендж. Сега, добро, објаснавме за Кристал. Тука може да играте на секој чейн, секој токен, може да ги експериментирате и да гледате. И ако сакате да видите пак, примерно сте го избрале, ајде да видиме, чекај само, внимавајте со кој играте, еве сега да видиме некој токен добар. Чекај да видиме тука, сега да видиме 24 часа фи, Virtual пак излегува. Гледате колку има, еве го, Aero, Aero, гледайте колку интересен. Со Aero може да кликнете тука на пул анализис и ќе ви го покажи самиот пул, нели? Може да видите исто од на Uniswap, значи ова е Uniswap, а алатката ни помага да давиме ликвидите на Uniswap. Ако сакате директно во Uniswap, не е проблем. Појдете на Uniswap, појдете на пул, појдете Create Position и си ги ставаш тука истите токени си избираш со спек си го најдуваш, нели? Спек го најдуваш тука примерно. Ајде бе. Кочи нешто. Еве го спек, ја копирав адресата од тука, нели, или појди од тука може да копирате од спек адресата. Кликате, ја ставате тука и излегува
тоа е за Америка, и еве го 1% Fearty, може да го изберете тука, 1% Fearty, тоа е многу битно дали е тој или не, ова е 0,3, значи вие треба, ако изберете на гледайте, да, тоа е многу интересно, тама што дојде, да се објасни. Значи 0,3% фи и 1%. Ако сега ја ставам ликвидити, тој ќе биде 0,1% recommended. Или избирате тука на 0,3, а и овде може видите дека има TVL и сите тие работи, ама повеќето луѓе го избират тој. Значи не е проблем, одете на него. Не е никаков проблем. Како што сакат, значи тоа е многу битно исто да се знае. Оти 0,3% и 1% е тука гледате, горе-долу APR е иста. Значи слободно може да се ставите вие тука на тој, што е многу добар исто. Зошто е битно? Заради што ако во самиот пул нема многу TVL locked, може да излезете многу брзо out of range или да има price fluctuation, така да внимавајте. Сега, дај да видиме како сме со време, ама и таман сме. Ајде. Одиме понатаму. Сега leverage farming. So XtraFi е за leverage farming. Тоа е малку поднапредно ниво. Така, сега има многу луѓе што знаат, што го сакаат, што го неќат. Значи, тука одите тоа е за оптимизм и base. Одите на base и тука може да правите до leverage до 4%, примерно вет со USDC. Ама тука ќе земате многу малку APR. И сега јас на кој пул сум? Јас сум на клима. Значи клима, јас сум на клима и тука земам 1% на ден со BNB овој. И сега одите тука фарм, треба да има нели доволно пари за да направите пул. Си одите на фарм и имате да изберете 2x, од 2x до 3x leverage. Тоа што значи, ако цената падне 33% помеѓу овој пул, значи ова не е concentrate, значи ова е како L2, значи старите пулови. Ако падне заедно цената 33%, вие може да сте ликвидирани, значи да изгубите се. Тоа е 3x. Ако играте на 2x, но земате 3 пати повеќе проценти, значи 1% на ден. Иначе ќе земате 0,3% на ден. Значи 1% на ден тука иди. И тие пари се auto compound внатре. Така, сега има бава со аеро, тука има многу луѓе, ама нема пари да земиш, оти сите ги зеле, ги потрошиле. Вет со клима, јас тој го барав, оти тој е многу добар, Ethereum со клима, ама нема. Многу е тешко да најдиш со пари. И SNX, тој го гледам со USDC, оти 198% APR, а да падни 30% од ова цена, мислам е многу тешко. Мислам малку повеќе треба да падне, затоа што е тука нели ќе биде заедно со USDC. Еве USDC има со клима, ама до 2x, 162% има тука пари да се зема. Има со Tarot, ова Aero со Tarot, USDC Aero, тоа е многу добар, тоа е до 4x. Ама внимавајте, ако цената падне на Aero примерно 30-40% утре, може да сте ликвидирани. Значи вие може да го направите на примерно 2.5x. Еве колку ќе земате APR. Vetvel 107 Virtual со BTC, гледайте, тука имаме, тука е малку, значи не би ризикувал за толку малку. Океј, значи тоа е, еве го славниот OVN кој што ме излегов горе-долу рамно, малку на нула излегов, после неколку месеци од цената пукна надолу. Сега, значи тоа е XtraFi, значи така се работи на XtraFi. Значи тоа е со leverage. Значи leverage треба да внимавате малку повеќе. Значи, пак одам на првото правило, do not put more money you can afford to lose, значи не инвестирај повеќе колку што можеш да изгубиш, а истото и со оптимизам. Значи со оптимизам пулој истото тука, еве го, USDC со Velo, може да ставите до 4x, ако има available, може да ставите, нели? Значи тоа е на Optimism Chain, значи на Optimism Chain треба да имате пари. Opt со Velo, еве го, исто, нели, USDC со XtraFi, значи со Extra ти си имаат свој токен и треба да видите, значи гледајте APR, немој да гледате APY, оти е малку различно. Океј, одиме со предпоследниот. Сега одиме на VFAT. VFAT е исто еден тул кој што се користи како кристал. Јас кристал го сакам, оти ми е многу лесен за користење и сум многу навикнат. Сега што се случува тука? Си конектирате, нели, не сум со Phantom. Си конектирате, нели, Rabi Wallet. Значи користите Rabi е 50 пати полесен од MetaMask. И сега користите Ledger, ве молам. Сега, и што се случува тука, както знаете кој е аеродром? Одите тука на ова црвено нешто, кликате тука Base Chain, значи тука се самите chain, и тука кликајте Aerodrome. Значи може да го најдете и ќе видите за сите кои што се на Aerodrome. Aerodrome е најголемиот DEX на Base Chain. Aerodrome и Uniswap се најголемите DEX-ови. Мислам Aerodrome е поголем од Uniswap. И сега, гледайте колку интересно. Овде сме на VFAT. На VFAT, значи, се снимаме?
Да, супер. Колку сме? 20 минути. Таман сме. Значи на VFAT, иначе имам забелешки како зборувам брзо, тоа беше што ти го правим видеото на 1.2. Ајде одиме назад. Одиме на VFAT. И еве сега добар пул. USDC со Aero. VFAT се Concentrate Liquidity Pools. Овие се концентрирани, исто како овде што ставаме концентрирани, исто како на Uniswap. XtraFi не се концентрирани, значи тие се поразлични. Тука е веќе Borrow Lending, извини, Leverage Farming е тука малку поразлично е. Тоа е како L2, исто како ова L2. Сега одиме на VFAT. VFAT, еве сега избирате пул и гледайте колку е исто убаво за објаснување. Можете тука да, нели, да си ставите минус со плюс истото. Еве си правите range, колку би оделе во range, нели? Зошто минус 20 плюс 20? Чека да видиме, не знам зашто така се кажува. Минус 20 плюс 20% ако сте, нели? Вие ќе добивате горе-долу околу 326% APR, што е доста многу да ти кажам. Чека да видам јас, да видам 10 дали може, не. Значи 30. Сега само момент. Океј, добро го најдов. Че кликните тука Price in USDC, цената на Aero е 1.60 во овој момент. Ако вие правите да е помеѓу 1.39, значи минимум прайс 1.39, значи овде ќе пишеме 1.4, еве, извини, минус како ќе да 20%. Добро. Малку не знам зашто вака ми правим, ајде нема врска. Минус 39%, 1.60, 1.27, не е баш така, мајде. Добро. Ако играме тука да е минималната цена, ево овде покажува, од 1.27 до 2.29. Ова е многу добар пул. Еве, па сега го гледам. Значи 1.60 цената. Јас дури би го намалил тоа да е 1.88, значи овде би го клал можеби 15 до 2.18. Ако би го клал пута 10 до 2.80. Еве ти. Гледайте колку добар рейндж. Ако цената се движи, сега е 1.60 на Aero. Помеѓу 1.27 до 2.10, горе-долу, вие ќе земате 260% APR. Тука имате опција за Auto Rebalance, што јас не ви препорачувам, и Auto Rewards, Automated Rewards, тоа да ви зема секој ден, да ви ги зема фи, да ви ги става во волет. Нема потреба, малку е покомплицирано, не се занимавајте. Еве ти еден пул. Тука си избирате пул, тука избирате кој range и си ставате liquidity. Просто и едноставно. Еве го тој што го сака, ама ова е на оптимизам, јас го нечам на оптимизам. Значи на Aero, добро, тука кликнете на страна и сега да ви гледате колку има различни пулови, внимавајте на кој ќе влегувате. Еве иако пишуваше на Ethereum со Aero овде дека ќе земате вие 380%, во главно не е така. Зависи колку ќе биде цената, толку се намалува, нели, колку поширок е самиот обсег, колку, нели, толку вие помалку земате APR, значи имајте го тоа на мука е. И сега овде секој прайс in USDC или прайс во Aero, вие си знаете, ставате, го поврзувате депозит, тука пишувате колку сакате, примерно јас имам 0.3, 0.01, си ставате депозит и ви овде сето сега ќе го пресмета, колку вие ќе ставите врап, Ethereum, како го распределува и на крајот ќе ви направи еден пул и ќе добиете NFT, немој да го чепкате NFT, добро? Ете така, добро, значи тоа е за VFAT, има најразлични, внимавајте со кој си играте тука, немој да скокате по APR, со овој RLF не знам кој е, не знам. Еве има 8700, ама тоа не е толку, ќе биде доста помалку, значи има многу глупост. Еве ти, овој што е, ова беше USDC со МК, не, кој беше, кој сакав да го видам, еве го со, ова е добар, и еве го, ова е со Bitcoin, со USDC, и сега вака треба да е, не знам зашто минус 20 плюс 20 кажуваше, и еве сега гледайте, ова е на Bitcoin, Bitcoin со USDC, гледайте колку интересно. Ако јас ставам дека Bitcoin со USDC, прайс во USDC, сега е 102.000. Ако јас викам дека Bitcoin ќе се движи помеѓу 98.000 до 107.000, што е добар рендж, тесен, ама добар, минус 4 плюс 5%, јас ќе земам 0,5% на ден. Тоа е точно, горе-долу толку и треба земам. White, значи, колку е обсего широк, 9%. Океј? Ете, и гледайте се, еве сега ќе поставиме 0.01, одиме на депозит, confirm и гледайте колку лесно се поставува еден. Ете толку. Толку беше. Ете толку, мислам дека е толку. Deploy deposit. Може еднаш е ова approval, те може уште еднаш, са ќе
почекаме малку. Да, тоа беше апрувал. И еве го сега 0,71 цент ми зема за фи, оти треба че ми земи Етериум, че го продај, значи си зема, треба да кошта примерно 0,5, ама овој ми зема 50-60 центи плюс, зошто? Заради тоа што ти го зема Етериум, ти го префрла во BTC, во USDC, ги сменува и така добиваш на и така за да ти го направи пуло. И еве може да видите, еве го, на 9%, еве колку су, 177 APR би земал одма пресмета, би 9% горе-долу да ми е, депозит 36, на 0,05 ми е фи, ова е на аеродром, значи аеродром е на чейн. Може да идеш директно на аеродром или може вифат како тул, како алатка да искористиш да ти направи да направиш еден пул. Океј, се надевам дека разбирате, играјте си, почнете со 5, 10, 15 долари и видете како, еве гледај, APR се зголеми на 317. Зошто? Затоа што маркето многу прави fluctuation, оди горе, оди долу, има многу трейдинг волумен. Еве го, оди сега нагоре, па надолу и јас не знам тој шо прави. Еве го 102 се подкрена, супер, одиме горе или долу. Океј. Добро, супер. Браво, се надевам дека ви станува јасно. Ако имате прашања, пишете долу. Одиме на последното нешто. Најголемиот декс, нели, е аеродром. Значи, кажавме за кристал може да користи како алатка, вифат како алатка може да користите, може да користите за екстрафа за leverage farming, малку поризично, може директно на Uniswap, тој е најголемиот декс, и вториот најголем декс, или ова е прв наспроти Uniswap, се вика аеродром. Аеродром, ако појдете во дашборд, изгледа многу просто и едноставно и си има свој начин на работа, како никој друг. Кликате на дашборд, тука ќе ви покажи примерно колку вие имате инвестирано, кој пулој и сето тоа. Ако сакате за ликвидите, одите во ликвидити. На аеродром, нели, аеро е нивниот токен, кој што е многу добар. И сега, тука е многу битно да разберете. Concentrated Liquidity Pools се концентрирани пулои. Значи, кога ќе видите вие некоја ненормална APR, еве го RFL, ако видите некој APR 9000+, значи тоа ќе се намали многу, оти треба да ставите исто range, нели, обсек. Еве, примерно да видиме со некој што го познаваме, некој пул, чекај да видиме некои се некои многу високи, се многу ризични, така да внимавајте. Еве Vetso Miggles, така еве Vetso Miggles, еве Miggles е мим токен, со мим токен не играјте, ама ова е како пример. Еве гледајте се, кога ќе појдите ова е Concentrate Pool, јас не го играм ова овде на аеродром, еднаш два пати сум го играл. Гледајте се колку е интересно. И ова ви кажува нарол, значи плюс минус 4%, што е ненормално, значи треба да не се клава, тоа ти ќе излезеш out of range. Вие би земали на тој нарол 10.000% APR. Ако си плюс минус 10%, нели, би земале горе-долу, каде пишуваше? Чекај, примерно, еден. Требаше некаде да има како пример колку би земале, ама нема. Не знам. Би земале многу помалку. И кога ќе кликнете на овој, извинете, еве 1000%, овде 2600, овде 1000%, а на white, значи 20% горе и долу, значи плюс минус 10, нагоре и плюс минус 10 надолу, вкупно 20% white, нели би земале 513. Тоа е по-нормална APR. А тој тука бројов е да ве залажи за да влезете во тој пул. Леле 10.000 вие влегувате. Значи, и така, одите тука, треба да имате тука нема зап, значи треба да имате точно колку што ви треба од двата токени за да направите вие депозити. И обично allow треба 5 пати да кликнете, нели, за да може да направите еден пул. Така работи. Сега, ако сакате поразличен, одите на Custom Range и вие се избирате помеѓу која и која цена сакате тука да се движи. Еве може да направите switch Miggles to Ethereum или Ethereum to Miggles, че тие се многу битни разлики да ги научите. Сега да се вратиме пак назад. Одиме на Liquidity. Ако појдите, тоа се за концентрирани. Еве USDC со Aero, ако појдите на Basic Volatile, тоа значи дека не е концентриран, туку тој пул е директно добивате толку колку што пишува. Не оди нагоре, не оди надолу, колку што пишува толку добивате и не флакцурира вашиот токен. Овие се значи како старо училиште, old school, L2 liquidity pool. Значи на Uniswap, нели, кога ќе појдете да креирате позиција,
Ако ќе појдете да креирате позиција, овие се сите на V3, значи version 3. Значи така тоа се вика. Значи на version 3. Ако сакате, значи кај го пишуваш? Нема врска, не го пишу. Сега, тие се на version 3. Ова е како version 2, значи старите што се. И ако сакате само такви, да не се занимавате со APR различни, затоа и APR е помало. Зошто? Затоа што вие колку ќе ставите, еве са клима, јас сум тука, на вет со клима, јас добивам директно 146% APR, горе долу по 0,5% на ден добивам. Така, зошто не го чепкам? Ако оди клима горе, добивам клима горе со Ethereum. Ако оди надолу, немам толку impermanent loss. Значи многу си позаштитен во овие пулои. Но затоа и APR на многу пулои не е многу висока. Еве вет со Aero е само 27% примерно. Ама знаете дека 27% вие ќе добивате. Некош ова се менува во зависност од гласањето, тоа е малку покомплицирано, но ете тоа сакам да ви го кажам. Ако појдете овде на APR, ќе видите овие примерно плаќи 1500, но ова сигурно ќе се смени и нема да има многу гласања. Ова е basic volatile, значи ова е таков статичен. Оти сме тука на volatile. Ако појдете на концентриран, ќе биде само концентрирани. Појдете на volatile, само volatile. Така, са внимавајте со кој играјте, внимавајте кој ги избјаве Mavia. Не знам дали ова е од играта Mavia, со вет треба да го проверам. Pull адрес, може да се види. Mavia, ако е со играта, за 250% тоа е джекпот. Чека да видиме одма. Одма го гледаме. Го копирате пуло, го барате. Знаете ли дека тоа е Mavia? 3.7 милиони. Дај да видиме на еден ден. Дај да видим дали е Mavia. Ќе појдем на Mavia. Heroes of Mavia, да, вау, еве ти добар човек, гледај се, случајно го најдов, не знаев, 250% на Mavia, тоа ти е 0,8%, тука може да му закачам, јас го сакам Mavia, еве Mavia, може да copy-paste на пулов, дали ќе излезе, нема, чекай, сега ќе видиме, Heroes of Mavia, нели, чајде бе, еве ко, кликате на Mavia, ако го сака, јас баш мислев да земам Mavia, од има многу хајп, како гейминг е многу долу. Одите тука, кликате тука на Base Chain. Еве го, значи тоа е самата адреса 93584. Појдите тука, нели? И може да видите дали е таа. Чекај, извини, бевме во тука. Сега одма ќе видиме. Чекај сега да видиме. Ајде Mavia. Чекај Mavia само да излези. Сега одма ќе го најдеме. Сега назад. Назад уште еднаш. Значи вака ќе ја најдеме. Кликаме, значи тука е 9, извини. Тука е на 93584, значи истата е. Одиме на самиот пул, ја кликаме тука адресата и може просто да кликнеме тука да видиме дали е таа 9834. Еве, истата е. Значи истиот токен е, ето, истиот токен е со liquidity, супер. Еве, гледајте, дури тука ви ги покажува liquidity, каде има liquidity. Значи ова е на Base Chain. Браво. Еве каков добар пул сум нашол за сите вас, вклучително за мене. Јас обавезно тука ќе влезам денеска малку и он е ова интересно, ама 250% APR. Уху! Бомбора. Океј, сакате кој плаќа најмногу? Ова е добро затоа што ставате еднаш и го заборавате и вратете се, ќе видите си, тука земате Aero. Значи тука заработувате Aerodrome токен. Тоа е многу битно да знаете, затоа што Aerodrome има многу добар потенцијал. Еве го, еден од највисоките. Исто има и комп со SFrax, не го знам, XFrax го знам, комп многу сум за него запален, ама SFrax треба да видам кој е Frax. Исто е многу добар тука. Океј, ако имате некои прашања, јас сум и во овој токен иначе да знаете. Во овој токен, ама веќе сум 2x, ризичен е, не одете. Ама е добро, еве го Zen го има тука, не го знам кој е точно тој Zen, BETSO USDC, има многу токени, видете кои се, шо се дали ви одговара, Aero еве го со DOC 169, VETSO SPEC еве го 161, баш преска го видов многу добро, за сега е тој топ. Океј, ова е се, не се концентрирани, овие се значи како статични да ги викам. Ете така, ве молам ако имате прашања, прашајте, споделете го видеова на колку што може повеќе луѓе, затоа што се е објаснато тука за Base Chain. Поздрави, се гледаме понатаму, ако имате прашања, прашајте ме во Telegram групата директно на DM, одговарам на секој еден од вас.